Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Министерот за економија Крешник Бектиши денеска изјави дека до 1 октомври треба да заврши прилагодувањето на броилата во домаќинствата за да може да стартува дневната ефтина тарифа. Во продолжение следуваат и кусите најави за настаните од денеска. Вечерва завршува 12-та меѓународна ликовна колонија Скопје 2017. Се реконструираат улиците Тодор Чангов и Ѓорѓи Капчев. Зголемен бројот на граѓани кои вршат увид во избирачкиот список. 13-годишниот Тео од Карпош почна да освојува награди во велосипедизам. Улиците Тодор Чангов број 20 и Ѓорѓи Капчев број 9, кои се протегаат од булеварот Февруарски поход до Усијанскиот канал, ќе бидат комплетно реконструирани. Реконструкцијата која започна денеска се очекува да заврши за околу 40 дена. Градоначалникот на општина Аеродром Ивица Куневски денеска направи увид во градежните работи на реконструкцијата на улиците Тодор Чангов број 20 и Ѓорѓи Капчев број 9, кои се протегаат од булеварот Февруарски поход до Усијанскиот канал. Станува збор за промена на целата асфалтна конструкција со санација на пропаднатите места, како и промена на тампонскиот слој на улиците во вкупна должина од 1 км и 240 метри и широчина од 6 метри. Општина Аеродром отпочнува со целосна реконструкција на главната улица на Февруарски поход, која што се протега до улицата Ѓорѓи Капчев. Се работи за главната улица која што го поврзува руралниот дел со урбаниот дел на општина Аеродром. Ова е последната улица која што ќе биде целосно реконструирана во Горно Лисиче по реконструкцијата на Ѓорѓи Капчев, на улицата Тодор Чангов, на улицата Горно Лисиче, покрај основното училиште Гоце Делчев. Исто така на улицата ќе се задржи постојниот тротоар, но каде што има потреба ќе се направи и нов од 1,5 метар, што значи широчината на улиците ќе биде вкупно 9 метри. Вкупната инвестиција за овој проект чини 20 милиони динари, заедничка инвестиција на град Скопје и општина Аеродром. Овие градежни работи се очекува да завршат за 40 дена. Изградбата на овие улици значи зајакнување на инфраструктурата во оваа населба, со што ќе се подобри животот на незините жители, изјави денеска градоначалникот Коневски. Целосната реконструкција ќе заврши за некаде 40 дена во интерес на жителите на Горно Лисиче и на општина Аеродром. Според досегашните податоци на Државната изборна комисија, се забележува зголемен број на граѓани кои вршат увид во избирачкиот список. Оттаму ги повикуваат граѓаните до 9 септември да ги проверат своите податоци во избирачкиот список. Исто така владата на вчерашната седница донесе одлука со која и го дава на трајно користење без надоместок деловниот простор во кој сега е сместена Државната изборна комисија. Увид во избирачкиот список од 21 до 28 август преку апликацијата на веб страната на Државната изборна комисија е направен 177.998 пати, додека во подрачните оделенија и канцеларии на комисијата низ земјата тоа го направиле 7.408 граѓани. Ова беше соопштено на вчерашната седница на Државната изборна комисија. Само за едно лице од почетокот на увидот во избирачкиот список на локалните избори 2017 ДИК донела решение за бришење од списокот. 5 мина побарале промена на податоците, а еден граѓанин побарал бришење на живеалиште. Според членовите на ДИК Атанас Урумов, се поголем е бројот на граѓани кои прават увид во избирачкиот список. Супки Јакупи смета дека од досегашниот увид се гледа дека избирачкиот список нема некои аномалии и ги повика граѓаните до 9 септември да ги проверат своите податоци во избирачкиот список. Исто така владата на вчерашната седница донесе одлука со која и го дава на трајно користење без надоместок деловниот простор во кој сега е сместена Државната изборна комисија. Во соопштението од владата се наведува дека примопредавањето на деловниот простор ќе се изврши меѓу Министерството за финансии и Државната изборна комисија во рок од 8 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Семејствата со вкупни приходи до 22.000 денари ќе може да аплицираат за бесплатен субвенциониран 5-дневен престој во некој од македонските одмаралишта, одлучи владата на синоќешната седница.
Работниците со ниски примања чии вкупни приходи изнесуваат од 22.000 денари ќе имаат можност да искористат 5-дневен бесплатен субвенциониран одмор вон сезона во некој од домашните туристички центри. Станува збор за нова владина мерка што беше усвоена на вчерашната владена седница и за чија реализација веќе се обезбедени околу 60 милиони денари со ребалансот на буџетот за 2017 година. Министерот за економија Кришник Бектеши денеска на пресконференција соопшти дека следните денови ќе бидат објавени два јавни повика, и тоа еден на кој ќе може да се пријават заинтересираните туристички објекти и еден на кој ќе се пријавуваат работниците со ниски примања. Потврди дека ќе ги издава Министерството за економија по принципот прв дојден прв услужен. Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Александар Донев ги повика менаџерите на хотелите и мотелите да се пријават на јавниот повик што ќе биде објавен во дневните весници и на веб страницата на Министерството за економија, а рокот за прием на апликациите за сместувачките туристички центри е до 5 септември годинава. Со изложба на дела од 10 автори и учесници вечерва завршува 12-та меѓународна ликовна колонија Скопје 2017, која се одржува во организација на Музеот на град Скопје. Учесниците на меѓународната ликовна колонија 2017 твореа во просториите на Музеот на град Скопје. Во организација и реализација на Музеот на град Скопје, Хотел Солон и градот Скопје, вечерва свечено се затвора 12-та поред меѓународна ликовна колонија Скопје 2017. По тој повод во Хотел Солон се одржува изложба на делата кои беа творени во изминатите 10 дена од 10 автори учесници, од кои 5 се македонски уметници и 5 се уметници од странство, од Германија, Турција, Јордан, Србија и Египет. Уметниците учесници на овогодишната колонија твореа во просториите на Музеот на град Скопје. Така, значи изминативе 10 дена град Скопје и Музеот на град Скопје беа домаќини на 12-та меѓународна ликовна колонија Скопје, која се одржа значи од 21 до 31 август. На оваа ликовна колонија учествуваат 10 автори учесници и тоа 5 автори од странство и 5 домашни. Лиза Волфел од Германија, Хилал Балчи од Турција, Камал Абухалавех од Јордан, Мирослав Живковиќ од Србија и Адел Мустафа Елцеиди од Египет, како и 5 автори од Македонија, Мирослава Микица Тројкановиќ, Христина Зафировска, Марија Марковска, Бури Мукики и Часлав Марковиќ. Оваа година во работата на ликовната колонија учествуваа академски ликовни уметници, припадници на различни генерации и творечки определби, кои живеат и создаваат во различни средини. Дел од странските уметници кои учествуваа на оваа колонија го искажаа своето задоволство што се дел од колонијата и што имале можност да ја посетат Македонија. Јас сум многу среќен и горд што сум дел од оваа колонија. Уште од мал имав желба да ја посетам оваа земја и да видам од каде е Александар Македонски, бидејќи јас сум од Александрија, Египет. Сјајна екипа, сјајно Одлична екипа и одлично дружење, исклучително квалитетни уметници од светот, Германија, Турција, Јордан, Египет и Македонија и на крај Србија. Мотивот ми е портрет, непресушната инспирација. Инспирација у портрету и тако. Во неколку кафе барови во општина Центар констатирано е дека бучавата која доаѓа од нив ја надминува максимално дозволената граница. Од општината Центар информираат дека казните за одговорните и правни лица ќе бидат изречени според позитивните законски прописи. По налог на општина Центар, а по барање на жителите, овластена фирма изврши мерење на бучавата во кафе-баровите Интермецо, Бастион и Джуси бар. И констатирано е дека бучавата која доаѓа од нив ја надминува максимално дозволената граница. Од општината соопштија дека казните за одговорните и за правните лица ќе бидат изречени според позитивните законски прописи. На пријава од граѓани, посочуваат од општината, овластен инспектор од општина Центар излезе на терен и утврди дека музиката која доаѓа од кафулињата им го нарушува мирот и сонот на жителите од околината. Од општината ги повикуваат сите жители на Центар да се вклучат и да помогнат во решавање на овој проблем, со тоа што ќе пријават гласна музика, за да можат инспекцијските служби брзо да реагираат и да преземат соодветни мерки. Од 20 до 24 септември во Скопје ќе се одржи 11-тото издание на реномираниот фестивал кој го слави виното Виноскоп 2017. Локацијата како и минатата година ќе биде на плоштадот Мајка Тереза пред Македонска опера и балет.
Под мотото да ја дочекаме есента заедно, од 20 до 24 септември ќе се одржи 11-тото издание на реномираниот фестивал за вино Виноскоп 2017. Исто како и минатата година, плоштадот Мајка Тереза пред Македонската опера и балет е избраната локација за настанот. На фестивалот ќе учествуваат најдобрите македонски винарии. Виноскоп ќе понуди 5-дневно будење на сите сетила, уживање во пијалокот на боговите, различни вкусови, различни бои, мириси испреплетени со традицијата на убавото македонско вино, храна и музика. Бројни таленти меѓу младите жители на општина Карпош. Еден од нив е 13-годишниот Тео, кој професионално се занимава со велосипедизам, а веќе почна да освојува и награди. Најдолгата релација кој тој ја возел со велосипед е 136 километри, односно Скопје-Свети Никола Скопје. Општина Карпош може слободно да се пофали со голем број млади таленти кои ги има на незина територија. Од спортисти до музичари и актери. Еден од нив е и 9-то одделенецот Тео. Покрај одличниот успех кој го има во училиште, тој од својата 6-та година успешно се занимава со велосипедизам. До сега има освоено 3 награди. Имам 13 години, започнав на 5 годишна возраст. Возев рекреативно, па потоа ми се роди повеќе љубов кон спортот и на 10 годишна возраст почнав повеќе да возам. И која е твојата најдолга релација до сега што ја имаш извозена? Најдолга релација е Скопје-Свети Никола Скопје, 136 километри. Излезев за 5-6 сати, така нешто, од прилика. Тешко е, заморно. Можеме да забележиме на твојот врат дека има три медали имаш тука. Може ли да ни кажеш кој е, од кај ти е? Првата трка годинава беше во Штип, победив, беше тешко. Втората беше во Крушево, државно ридско првенство, исто така прво место. Третата беше во Стоби, државно првенство хронометар, второ место. Ти си од неодамна и стипендист на општина Карпош. Јас се заблагодарувам на општина Карпош што и таа ме поддржува општината. Имам стипендија, земам стипендија. Што за тебе значи оваа стипендија? Па вреди многу дека ме поддржуваат и понатаму за да продолжам. До 4 септември трае пријавувањето на заинтересираните за атлетската трка Трчај, играј, активирај се, која ќе се одржува на 6 септември на кеот на реката Вардар во пресред на 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Агенцијата за млади и спорт под мотото Трчај, играј, активирај се на 6 септември на кеот на реката Вардар ќе организира спортско-рекреативен настан во пресред на 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Од Агенцијата за млади и спорт ги повикуваат сите заинтересирани да се пријават и да бидат дел од атлетската трка. Централна активност на настанот ќе биде рекреативна атлетска трка која ќе започне од каналот на Вардар во општина Карпош кај Карпата за искачување во 17 часот, а ќе заврши кај градската плажа. Заинтересираните своето учество може да го пријават на соодветен формулар или на телефонот 075 254 734. Повикот за аплицирање за учество на настанот ќе биде отворен до понеделник 4 септември до 20 часот. Во рамки на настанот ќе биде организирана и еколошка акција за чистење на кеот на Вардар, како и спортски активности, одбојка на песо, кајак, кросфит, искачување на карпа, скејт активности, соопшти од Агенцијата за млади и спорт. Дел од корисниците од општините Центар, Аеродром и Сарај утре ќе останат без електрична енергија заради закажани технички зафати, информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Утре во период од 9 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од село Бојане, а од 13:30 до 15 часот корисниците од село Копаница во општина Сарај. Утре од 8:30 до 11:30 часот без струја ќе бидат и корисниците од улицата Тасино Чешмиче со броевите од 9 до 43 во општина Центар, а во период од 12 до 15 часот корисниците од улицата Гаврил Константиновиќ во општина Аеродром. Прекините во снабдувањето со електрична енергија се заради закажани технички зафати, информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје.
Во наредните 3 дена времето во Македонија ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Особено топло се очекува во петок и сабота, кога наместа температурите ќе бидат над просекот за овој период од годината и ќе достигнат до 36 степен. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, промена на времето се очекува во недела, кога под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса ќе биде променливо облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд и појава на грмежи. Дневната температура ќе опадне, особено во почетокот од следната недела. Го гледаме МТМ Метео. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести на МТМ телевизија. Повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.